Почитувани добар ден. Да не се повторувам, Тони Апостоловски од природа. Забележав нешто чудно на мојот Facebook профил и малце би сакал да продискутирам околу тоа. На мојот Facebook профил има некаде преку 2500 авторски постови, поврзани со политика, со геополитика, со економија, со работнички права, со земјоделие ако сакате, со љубовта, со музиката и така натаму и така натаму. Значи 2500 авторски постови. Ќе забележите на мојот пост преку 500 лајва, слични како овај, што од авторска страна, лично моја страна, што постови поврзани со разни протести на кои што сум бил присутен во изминативе 10 години, што протести поврзани со присилната вакцинација и короналниот период, протести поврзани со стопирање на изградбата на 18 општинска депонија и така натаму и така натаму. Значи зборуваме за лајвој. Сега забележав зошто го правам сето тоа. Како прво да објаснам зошто го правам сето тоа. Никој не ме плаќа за да го правам сето тоа. Далеку од тоа да сум припадник на некоја политичка секта, без разлика дали се опозиција или позиција, без разлика дали се овие третите партии. Значи, јас сум аполитичар. Мојот пат кон слободата е многу поразличен од сите, затоа што верувам во монархија, во комбинација со директна демократија. Меѓутоа не е тоа темата на разговор денешниот. Забележав како реагирате вие на моите постови. Пред да кажам како што доловив јас, како реагирате вие на моите постови, сакам да ви кажам дека ова сето што го правам, не го правам, ќе повторам, заради материјални средства кои што некој би ме платил, не го правам ради слава, не го правам ради моќ. Едноставно ова го правам затоа што вистина сакам да го променам светот. Сакам да го променам системот, сакам да живеам нормално како разумно човечко битие во 21. 22. век. Меѓутоа дојдов до заклучок дека тоа не можам да го направам сам. Затоа ви пласирам информации од секаков вид на карактер, колку толку да се поинформирате, некого да разбудам колективната работничка, граѓанска и национална свест и заедно да се обидиме да си креираме свет онаков каков што нам ни одговара. Овој свет ваков каков што е, му одговара само на клептоманите, односно на политичарите и на никој друг. Што заклучив следно сега, одиме со вас, мои почитувани следачи, пратители, така натаму и така натаму. Имав еден пост фекали по улиците на Битола. Така се викаше, мислам, постот. Имаше еден дожд, ги прели улиците во Битола, атмосферската вода не можеше да собери канализацијата и гомната плива низ битолските улици. Постот го видува 100.000 луѓе, 100.000 корисници на Facebook платформава и дел од нив се закачија во сликата. Таа сликата е стара, овона, не гледат содржината на постот, него се закачија во сликата, фотомонтажа била, ова била, она била,
За мене беше смешно, меѓутоа сликата видоа 100.000 луѓе. Вчера, некни уствари, имав еден пост кој што се вика разочарување. Разочарувањето е во врска со губењето на пријателствата, на пријателите и така натаму и така натаму. До сега постот го виделе преку 60.000 мои фанови, следбеници. И што е наинтересно, посто им се допаднал на неверојатни 1900 души. Внимавајте, 1900 души. Некаде фекалите низ град Битола има 700-800 лајкови. Ова 1900 со тенденција да се зголемува. Меѓутоа, еве денес направивме еден пресек на самиот пост. Во самиот пост, значи, има едно малечко прилоџе и претпоставам дека заради прилоџето тој доби толкава голема гледаност. Единствено што еве едноставно живеам на оваа платформа е тоа да допрам до што поголем број на мој Facebook пријатели или па на оние на кои што ќе му биде прераскажено моето дејствие. Не ме интересират лајкови, искрено ви кажувам. Немам его. Ви кажав, ова го правам само со единствена цел. Заедно со некого од вас да почниме конечно да го градиме новиот свет онаков каков што нам ни прилега и онаков каков што го посакуваме. Ако немате забележано, секогаш ве повикував на сплотеност, на здруженост, на разумност, на информираност, на акција. Еве, и после 8 години пишување на платформава, одење со лајвови, имат пристапено кон мене нека се десеттина луѓе, раштрчкани од повеќе градови низ татковината, и тоа е тоа. Никако не можам да се помирам со судбината дека, мои драги и ценети битолчани, 19 пати лицето кој што го гледате во вашите телефони беше коорганизатор на протести против формирање на 18 општинска депонија во Пелагонија. Потрошив нерви, потрошив време, потрошив пари, потрошив кредибилитет. И на крајот дојдов до констатација дека повеќе Битола од 150 до 200 души не може да собере на протест и да протестираме со 150 со 200 души, дека не можеме да ги одвратиме намерите на советниците и на градоначалникот и на градоначалниците да си имат своја депонија, и дека во самото координативно тело на оние кои што ги водеа протестите беше длабоко вмешана политиката. Знаете, тоа се случи пред избори и претпоставам дека луѓето кои што беа внатре влезени сака едноставно да бидат видени за да стекнат слава, да стекнат моќ, да стекнат политичка позиција и така натаму и така натаму. Да не се повторувам, имаше од независни кандидати, па од некои здруженија, некои Green Min, па од Левица, од СДСМ, од ВМРО, ДПМН, од знам, буквално од сите политички структури, внатре во самото координативно тело, кое што, ако ви изгледаше и тогаш како компактно, бевме едностравно секој на своја страна, секој на своите интереси. Моите интереси во стопирање на изградбата беа вистински да се стопира изградбата на депонијата. Гледаме ве сега, некни се собраат 3 политички структури, Трета ера, Демократи и Работничка партија, направија масовен собир за да дадат отпор против изградбата
на депонијата и се собра од сите три политички партии, дури 20 луѓе. Порака до сите три политички лидери на политичките партии, лично ги познавам тројцата, треба да имате сенс, да сетите едноставно дека народот не ви верва, не вас како личности, дека едноставно не ви верва на политиката и дека вашето време ќе заврши во некој креденец, во некоја архива како историски архив. Меѓутоа, видно бев разочаран што едноставно не успеав да ве коорганизирам, да го разбудам битолскиот разум, битолската свест и да застаниме братски, да се бориме за злото кое што е надвиснато на само 17-18 километри од Битола, град Битола, центарот на градот, каде што ќе се одвива депонијата. На крајот на краиштата вака си реков: тончи, кочницата, кревај и готово. Едноставно се тргнав настрана од координативното тело, посакувајќи им среќа на останатите, меѓутоа видовте што направи останатите, ништо не направи останатите. Не сакам нити на крај да помислам дека јас бев тој што бев лидер на самите протести и дека може само да апостолски тони да зависи динамиката на и бројката на самите протести. Меѓутоа се случи што се случи. Истото се почувствував и со граѓанското здружение Македонско обединувачко движење, кое што постоиме веќе 4-5 години, меѓутоа сме во фаза на хибернација како и останатиот македонски народ, затоа што едноставно луѓето не ни веруваат, немаат стигнато до нашите идеали кои се што се, нема да навлегвам нити за здружението. Меѓутоа со жалење има исто така да констатирам дека и таму претрпив пораз. Имам целиот мој живот со порази. Претрпив порази во штрајкот во РЕК Битола кој што беше во 93 година и првиот и вториот штрајк, затоа што едноставно од 800 души кои што беа избркани едноставно од работа, 80 ми тужеа, на крајот останав само јас да тужам кутриот. И на крајот судивката ми рече: извинете, во кое својство сте овде? Јас сум тужителот. Јас сум тужителот, му велам. Добро да кај се другите, што мислиш ми вели ке добиеш? Тоа му велам не знам. Тоа не зависи нити од мене, нити од вас. И има повисоки институции, грубо бев избркан и од судница, меѓутоа тој спор го добив. Сега. Значи, едноставно, не мене, предпоставам дека и вас, доколку подлабоко размислите, ќе забележите дека целиот живот ви е еден голем пораз. Ве поробија, ве поразија. Првата секта на СДСМ, Бранко Црвенковски, уште во 1992 до 1998, кога ви го украде општествениот капитал, кога едноставно ве ограби. Потоа ве порази Љупчо, надри војводата, ни отворија војна, не поразија албанците, ни направија Охридски рамковен договор. Буквално сите што идат не поразуваат. Јас не знам, мој народе, како може некој да ве убеди, сега дење. Така, не, сонце нема, ова, она, меѓутоа дење, има светлина. Политичарите ве убедија дека е црна ноќ и дека се тие светлината која што е потребна за да можете да обстоите во живот. И вие едноставно му поверувавте, без разлика дали тоа е од материјални причини, без разлика дали е тоа неинформираност, дали е од глупавост, меѓутоа претрпевте уште еден пораз. Македонија има, слободно можам да кажам, некаде околу 1.800.000 поразители, поразени, и некаде 80 до 100.000 кои што живеат како бубрег во лој. И сега, што е најлошо и најинтересно, никако не можеме да се организираме.
Знам ќе го гледате и ова видео како што и гледате и сите останати видеа. И ќе си речите, некој ќе си речи, која ова будала бе таму са ќе ни кажи. Тој нас како да живееме, шо да живееме. Сакаме нас да не крадат. Може ќе ја вработат жена ми, може ќе ја вработат син ми, може ова, може она. Има некој ќе речат, реал да мој како не се плаши на ова и ќе го избркат од работа она. Има секакви типови има на луѓе. Тоа на никого јас не му замерам. Меѓутоа ќе стои констатацијата дека како општество не направивме ништо за да имаме подобар живот. Значи, буквално не направивме ништо. Ако грешам, извинете, може некој направил повеќе. Меѓутоа јас гледам од ден на ден дека се повеќе и повеќе тониме, се до оној момент додека не ни соопштат дека овој внатрешниот окупатор е заменет со нов окупатор. Тоа време се ближи, меѓутоа о том потом. Значи, едноставно дојдов до заклучок дека за нашиот пораз, зборувам како општество, зборувам како македонски народ, се должи повеќе работи, три веќе ги напоменам. Прво, егоизмот, затоа што секој од нас вели, ајде ми е гајле сега мене за Скопје, аеродром немале, таму да диша цементара ги труело вона, значи нема, тоа е егоизам, нема никаква солидарност, нема ништо повеќе човечко, нема ништо повеќе пријателски, нема ништо повеќе национално во Македонија. Тоа е првиот причинител за паѓањето на едноставно на се она што не обкружува. Вториот е, значи егоизмот, вториот е стравот. Тој стравот ви ги парализира, мислите, ами шо знам да видам. Ајде, јас му велам, јас сум спремен. И на протестантите за депонија му велам. Ајде, ќе излезиме, ќе земиме палки во рацете, ќе се тепаме бре луѓе. Кога не можат поинаку да не разберат, кога му кажуваш опасностите од депонијата, дека ќе се депонира нуклеарен отпад ваму, таму, овона, дека од 18 општини ќе се носи ѓубрето, дека ќе се заразат подземните води, дека ќе се девастира земјиштето и така натаму. И сега, мислам, глупаво ми и да зборувам за оваа тема. Меѓутоа, ќе си имаме таква депонија, ќе умираме од рак. Зошто? Затоа што ни е страв. Страв ни е да си го заштитиме животот пред се нашиот, на нашите семејства, на нашите поколенија, на неродените, затоа што ни е страв. Стравот го парализира, ви кажав, целото наше тело, целиот нашен нервен систем и ние полека по полека секој дневно умираме од страв. И третиот причинител поради кој што сме паднати во оваа ситуација е религиозноста. Да, добро ме слушнавте, религиозноста. Македонецот е верски човек, религиозен, православен човек и како што го искалапија во религијата, демек, ако те удри некој по левиот образ, понуди му го десниот образ. Извинувам. Прекина ме барат на телефони. Доколку, значи, некој ве удри по левиот, понуди му го десниот образ, така рекол Христос. Може би така рекол, еве јас сум верник. Јас пред се си го носам Бога во срцето, дури и сега, дури пешачам низ оваа дивина, тој е со мене се присутен. Меѓутоа не ги научив само две негови мудри изреки, како што не учи религијата, поповите, односно менаџерите на црквата, да го вртиме другиот образ и да му ги опростиме гревовите на нашиот смртен непријател. Не научи, вервајте. И мислам дека нема причина да го вртам на никому десниот образ кога ќе му удрат по левиот и немам причина на никого да му опростам она што ми го направил во живото нормално, што сакал да ме ликвидира, што сакал да ме укради, да ми излажи, да ми направи.
300 глупости. Не научив тие две работи, господе. Прости ми, меѓутоа тврдам дека сум во право. И може би тие двете мудри изреки, донесени од некој си во 2000 година, предпоставам дека не е нашиот Бог, Христос, туку некој за да има контрола врз популацијата, ги измислил токму овие двете работи. Кога ќе те удрат по левиот, понуди му го десниот образ и опрости му го злото на непријателот кој што ти го нанел тебе. Значи, тоа беа трите фактори кои што сме доведени до оваа падната состојба. Почитувани, има многу што да зборуваме, меѓутоа знаете како, не ќе ми да ви досадам. 15 минути, не знам колку, 20 може би, че да видам момент само. 21 минута скоро зборувам. Се надевам колку толку дека доловивте од сршта на она што сакам да ви ја кажам. И од тука ќе ви упатам две пораки уствари. Првата порака е да се информирате за се и се што. Сега го имате и чат GPT или Grok или кој било од овие вештачката интелигенција, која што ќе ви кажи дека тие 40 тони марихуана, кои што ги фатија американците ги фатија во Србија пред една недела, например, да речиме, предвидува дека кошта за нас 200 милиони евра, додека трговецот би заработил 40 милиони, од 40 до 120 милиони евра. А истата марихуана во Амстердам, доставена до Амстердам, би коштала некаде околу 800 милиони евра. Не знам дали ме разбирате што сакам да ви кажам. Значи, има политичари кај нас кои што градат згради по Дубаи, во Будимпешти, во Авона, кои што ептен беа многу јаки бизнисмени, измислија Windows 404 и затоа се накалапија со пари. Мој наивен народе. Меѓутоа, тоа е тоа. Значи, пораката ми беше да се информирате буквално за се и се што. Втората порака, усвери уште една измислам порака, втората порака е да го надмините вашиот собствениот страв, за да можете нормално да функционирате, да размислувате и да донесувате разумни одлуки. И третата порака е: ве сакам сите, ве почитувам сите, ако вие самите не се грижите за себе си, тогаш верувајте, на никого не му е гајле. Уште еднаш на крајот, ве сакам, ве почитувам и верувам во сите вас. Имајте убав ден, убав предстоен викенд, се гледаме во друга пригода со друга приказка. Секој ви добро.